Во драматична вегетативна состојба се земјоделските култури во добар дел од Овчеполието. Таму со денови вода преку хидросистемот Брегалница не дошла, поради што се заканува нивно сушење, а помалите приноси се загарантирани. Тука има многу површина, брат. Ја не знам колку хектара, значи тука од Свети Николе почнувајќи до доле до Овчеполие, тоа е многу површина, ја не знам колку, но сигурно има над 10.000 хектара. Да видите дека стварно се опосушено. Дека вода стварно нема. Земјоделците се во вистинска паника, барајќи начин како да ги спасат културите, но и својата екзистенција. Нивните напори водата да стигне до нивите последните денови се начовечки, но безуспешни. Денеска тие на лице место го повикаа министерот Лјупчо Николовски, самиот да се увери во нивната катастрофа. Доколку и тој не се појави и проблемот не се реши, ќе следат тужби и судови. Ќе одеме со тужби. Следниот чекор е тужби. Вештаци ќе викаме, адвокати и тужби против водостопанство. Пошто ние имаме подпишано договор, они се обврзале спрема нас дека вода ќе ни испорачува. Користењето на годишните одмори е причина зошто немаме одговор од надлежната Светиниколска канцеларија за проблемот со осувите овчеполски ниви. Во исто време, нивните колеги од Кочани тврдат: од наша страна, во интерес на земјоделците од овој реон, ние редовно испорачуваме вода од хидросистемот Брегалница, и тоа со 6 литри во секунда. Проблемот е во некоординираноста во работата на Светиниколската канцеларија, во распределбата на вода за нејзините корисници. Појаснуваат од водостопанство Кочани. Проблемот со водоснабдувањето годинава во Овчеполието е голем, бидејќи пред 20 дена земјоделци од неколку села исто така протестираа. Кулминацијата на револтот се случува сега, бидејќи во екот на проблемите надлежниот водостопанство не излегнале на терен, но заминале на годишни одмори.